Семејството Јусинови ноќеска преспа кај соседи. Нивниот дом е поплавен. Причината за водата која навлегла во нивната куќа и ја уништила покукнината, а паднал и зидот, не ја знаат. Главата на семејството Нежди вели дека кога утрото се разбудил наместо на под згазнал во вода до колена. Поплавиме се. Вчера у 5 станувам ја од спаја на работа се спремам. Од кревето газам на подо вода. Запалам светлото, другата соба улезам, шо ќе видиш? Ни ламинат има, се. Од зади има, значи водовод ли е, канализација, не се знае шо е. Пукнато и тече си се. Испрема тоа, напуни се вода там. Од водата избит зидо го попушти. Колку вода? Многу е, но 20 сантима вода имаше натре. И нема дека да отиде водата, најде си место, зидо го пробуше и падне зидо. Ова петчлено семејство стравува дека и ноќеска нема да можат да легнат во своите кревети. Се е мокро, не се суши, децата нема со што да ги облечам ниту да ги покријам, вели Селда Јусинова. Дека ќе одам на сред зима со ово мало дете, дека. Ние сме петчлена. Гле, за никаде бидеме. Лом се е поплавено, ни органи, ни кебиња, ништо, се е лом, се е. Екипи на јавното предпријатие ИСАР денеска беа на терен, се работи на санација на дефектот, за кој Јусинови претпоставуваат дека е причина за несреќата што ги снајде. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека станува спор за дефект на водоводниот систем на улицата Јане Сантански и дека истиот ќе биде саниран до крајот на денот. Инаку за семејството Јусинови секоја помош е добродојдена додека повторно не го средат нивниот дом. Ова е втор пат више,